Специјалното јавно обвинителство денеска побара од Кривичниот суд Скопје 1 да издаде наредба Јордан Камчев да биде спроведен со полиција за да сведочи во случајот тортура, кој се однесува на апсењето на поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски во 2011 година. Сведокот Јордан Камчев е уредно повикан, но тој не го оправда отсуството за денешното рочиште. Затоа судот ќе издаде наредба за стражарно приведување, ако наследното не дојде и не го оправда отсуството. Ако сведокот пак не дојде, а го оправда своето отсуство, тогаш судот ќе ја повлече наредбата. Веднаш по објавата на информацијата реагираше Камчев со допис до медиумите во кој тврди дека тој воопшто не бил поканет да се јави пред Кривичниот суд Скопје 1. Под полна морална и кривична одговорност ве известувам дека до мене ниту лично, ниту на кој било друг начин не е доставена покана за присуство на горе наведеното рочиште. Доколку бев уредно повикан и ја имав примено поканата, нема причина поради која што не би се јавил во судот како сведок во случајот. А пред судот не се појавија ниту новинарката Оливера Трајковска, ниту поранешниот портпарол на МВР Иво Котевски и двајцата сведоци во овој процес. За нив судот немаше доказ дека поканата им е уредно доставена на адресите на кои што се пријавени дека живеат. Судот му наложи на специјалното обвинителство да достави дополнителни податоци за сведоците, меѓу кои податоци за нивните родители, за да направат уште еден обид за да им ги достават поканите. Денешното судско рочиште беше одложено поради тоа што Метуш Шабани, еден од обвинетите припадници на Алфите, не се појави пред судот затоа што, како што кажа неговиот адвокат Миле Петровски, Шабани го повредил коленото. Во предметот тортура на специјалното обвинителство обвинети се екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, поранешниот прв човек на единицата Алфи Ивица Антевски Пуки и уште 5 на негови колеги за мачење и изживување врз лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. На 6 јуни 2011 година, ден по парламентарните избори, Бошковски беше уапсен под сомнение за незаконско финансирање на изборната кампања. Следното судско рочиште е закажано за 5 јули.